Добро, еве денеска сме во дневна агенда овде во Велес, со конечна цел да поминеме по чаршијата, да го видиме народот, да го видиме малото и средно стопанство во еден од многу важните градови во нашата Република Македонија, центарот на нашата земја. Секако тоа што го гледаме овде во Велес е сликата која што гледаме широм цела Македонија. Денеска е пазарен ден во Велеса, некои од дуќаните тешко и сефте може да направат, заради тоа што кога беа нашинците овде во текот на летото имаше и промет, имаше и движење финансиско. Сега кога замина, еве почетокот на есента, навистина е тешко. Едно е тешкотијата што се нема пари, сиромаштија голема, затворени фабриките. И таму кај што има плата, тоа е многу минимално, по 10, по 11.000 денари, се чувствува насекаде по прометот, но големата болка е тоа што ни ги нема децата, ги нема младите. Велес е еден од градовите во која што имаме огромна миграција на наши пред се млади луѓе кои што заминуваат насекаде по белиот свет. Тоа време мора конечно да заврши. Најголемата болка на сите нас е нашите деца да останат овде. Јас имам ќерка средношколец син во основно образование. Мојот план како родител е ова дете, средношколецот, да се запише високо образование овде во Македонија. Кога ќе заврши да се вработи овде во Македонија, да основи свое семејство овде во државата, да ги гледам и моите деца и моите внуци овде околу мене. Сигурно тоа го посакува секој родител за своето дете. Јас го посакувам за сите наши деца, да останат овде, да гледат живот овде во Македонија. Тоа е нашиот план. Имаме план за живот во Македонија. Конечна цел на овој план е парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Ние заборавивме на луѓето. Сиве овие години на материјални вредности заборавивме на нашиот народ, на граѓаните. Целта ќе биде парите по сите основи да се вратат назад кон граѓаните. Поддршката ќе дојде директно кон стопанството, домашното стопанство, кон домашните фирми, со конечна цел да се подигнат платите, каде што се сега 10-12.000 да стигнат просечни плати од 30.000 денари. Да отвориме работни места за младите. Годишно 140, односно за еден мандат 140 милиони евра имаме намера буџетски пари да вбрзгаме во домашното стопанство. Младите луѓе да не берат само работа по јавната администрација, да се обидат да станат сами своји газди. Ке дадеме донации од 10.000 евра, а не да се задолжуваат младите. По 10.000 евра да отворат свој собствен бизнис. Ке ги ослободиме малите предпријатија од сите даноци во првите 3 години, со конечна цел да вработуваат, да отварат нови работни места. Државата е подготвена да се откаже од тие даноци, но ќе има нови плати, кои што преку потрошувачката повторно државата ќе го земе данокот на додадена вредност. Но конечна цел ќе биде работни места да се отворат овде во Македонија. Во севкупниот амбиент на креирање мора да отвориме можност младите да гледат своја иднина овде. Тој зап на ниските плати мора да го премостиме со повисоките плати. Овде е неопходна државата со сите своји ангажмани да дојдеме до една просечна плата од 30.000 денари. 4 члено семејство со 2 родители и 2 деца со 1.000 евра приход навистина ќе може достоинствено да го креира својот живот овде во Македонија. Тоа е планот за живот во Македонија. Ние го промовираме насекаде и се надеваме дека ќе предизвика да ни останат младите овде и дај Боже се повеќе и да почнат да се враќаат млади овде во нашата земја. Јас тврдам дека е можно тоа. Јас водам општина 12 години. Јас сум општествено и политички активен повеќе од 2 децении во ова наша Македонија. Може Македонија да биде земја за почит и достоинствен живот на сите граѓани.